Процедурално овој пат се однесува на членот 219, кој што е составен дел на главата за оставка на влада. Жалам што премиерот ја напушти салата, можеби не сакаше да се дрзне да сведочи на следните реакции на неговиот вице-премиер, но сметам дека ова собрание има и тоа како голем број на камери со кој што може да се улови оној момент за кој што јас пред да има пауза реагирав. Сега се надевам дека вице-премиерот ќе остане мирен на своето столче. Но она што го направи, ниту еден демант не може да го избрише. Сега во вас се вперени очи на сите пратеници присутни тука позади мене, па може би затоа така бледо не гледате. Вице-премиер за европрашања. Како не ви е срам, уште еднаш ќе ве прашам, и уште преку медиуми да демантирате и да кажувате дека јас го нарушувам достоинството на ова собрание? Кој го наруши достоинството? Излезете тука и вие одговорете, а не премиерот вас да ве правда. Прво, премиерот ви седеше со грб свртен, ниту ве гледаше како намигнувате, ниту ве гледаше како со усните правите гримаси. Срам сте. Не сте срам само за оваа пленарна сала денес. Срам сте за владата. Срам сте за цела држава. Кој Европски фронт вие го водите? Зошто сега молчите? Зошто сега не сте толку храбар да ми испратите некоја гримаса? Оставка, вице-премиер. Ако цела влада овде не беше подготвена да поднесе оставка по многу чинови кои што се случија за време на ваше владење, вие бидете еден од најхрабрите. Вие кои што ги водите кампањите со кои што велите дека сте Европа. Ова ли е Европа, вице-премиер? Зошто молчите? Зошто трепкате? Трепните се одно око да ве видиме колку сте храбар. Трепните. Или сега е опасно да трепкате, преска бевте многу храбар. И лесно е да праќате печатен демант во медиум, излезете овде да ве видиме, што имате да ни кажете и да не погледнете во очи. Срам сте за машкиот пол, срам сте за владата на Република Македонија. Вие треба да се дрзнете и оставка да поднесете. Не требаше да чекате да ве повикаме, а да имавте малку срам. Барем сега не требаше да присуствувате во салава. Скандал мајстори сте. Скандал мајстори сте за да понижите и за да дефокусирате. Не ме гледајте бледо. Трепнете два пати ако сте киднапирани, ако не смеете да реагирате. Смешно ви е, да. Некој така со вашата сопруга да се однесува, да ве прашам како ќе реагирате. Дали писмени деманти ќе давате по медиуми или ќе се соочите? Или ја злоупотребувате вашата положба? Станете, исправете се тука и овде одговорница кажете оставка. Оставка, ова е срам. Срам за влада, срам за држава која што оди на Европа.